Денеска православната црква ги празнува Светиот апостол Петар и Светиот апостол Павле. Светиот апостол Петар, син Јонин, брат на Андреја првоповиканиот, од Симеоновото племе од градот Вицаида. Бил рибар и се викал Симон, но Господ благоизволил да го нарече Кифа или Петар, што значи камен. Тој прв од учениците ја изразил верата во Господа Исуса велејки: Ти си Христос, Синот на живиот Бог. Неговата љубов кон Господа била голема, а неговата вера во Господа постепено се утврдувала. Кога Господ бил изведен на суд, Петар 3 пати се одрекол од него, но само со еден поглед во лицето на Господа и душата на Петар се исполнила со срам и со покаяние. По слегувањето на Светиот Дух, Петар се јавил како неустрашлив и силен проповедник на Евангелието. По една негова беседа во Ерусалим, во верата се обратиле околу 3000 души. Го проповедал Евангелието во Палестина и во Мала Азија, во Илирија и во Италија. Правел големи чуда, лекувал болни, воскреснувал мртви. Дури од неговата сенка се исцелувале болни. Имал голема борба со магесникот Симон, кој се објавувал за Бог, а всушност бил слуга на сатаната. Најпосле го посрамил и го победил. По заповед на опакиот цар Нерон, Симоновиот пријател, Петар бил осуден на смрт. Поставувајќи го лин за епископ во Рим и советувајќи го и утешувајќи го стадото Христово, Петар радосно отишол во смрт. Видувајќи го крстот пред себе, тој ги замолил своите джелати да го распнат наопаку, бидејќи се сметал себе си за недостоен да умре како и Господ. И така се упокоил големиот слуга на големиот Господар и примил венец на вечна слава. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј.
Светиот апостол Павле, родум од Тарс од племето Венјаминово, се викал Савле, се образувал кај Гамалиил, бил фарисеј и гонител на христијанството. Бил чудно обратен во верата христијанска од самиот Господ, кој му се јавил на патот за Дамаск, крстен од апостолот Анани, наречен Павле и вброен во служба на големите апостоли. Со пламена ревност го проповедал Евангелието насекаде, од границите на Арабија до Шпанија, меѓу евреите и меѓу незнабожците. Бил наречен апостол на незнабожците. Колку страотни биле неговите страдања, толку било и неговото надчовечко трпение. Преку сите години на неговото проповедање, тој од ден на ден висел како на слаб конец помеѓу животот и помеѓу смртта. Откако ги исполнил сите денови и ноќи со труд и со страдање за Христа, откако ја организирал црквата по многубројни места и бидејќи ја достигнал таа мера на совршенство, што можел да рече: не живеам веќе јас, туку Христос живее во мене. Тогаш било безглавен во Рим, во времето на царот Нерон, кога и апостол Петар. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно